Премиерот Христијан Мицкоски најави дека владата, паралелно со реализацијата на тековните здравствени проекти, веќе размислува и за изградба на нов клинички центар во Скопје, кој според првичните планови би требало да прерасне во современ медицински комплекс со капацитет да обслужува пациенти не само од земјава, туку и од регионот. Говорејќи за приоритетите во здравствениот сектор, Мицкоски посочи дека во моментов владата е насочена кон завршување на неколку капитални проекти, меѓу кои се клиничката болница во Штип, студентскиот дом и факултетот за медицински науки, здравствениот дом во Кичево со проширена дејност, како и клиничката болница во Тетово. Според премиерот, за дел од овие проекти веќе бил спроведен меѓународен повик за обезбедување финансиска поддршка, при што пристигнале индикативни и необврзувачки понуди кои владата ги оценува како прифатливи. Откако овие активности ќе влезат во завршна фаза, следниот голем чекор би бил новиот клинички центар во главниот град. Како потенцијална локација се разгледува просторот во близина на базенот Борис Трајковски, кој според премиерот има повеќе инфраструктурни предности. Разгледуваме една локација пред базенот Борис Трајковски. Локацијата е на 2 булевари, има пристап до газ и е близу до обиколницата. Тоа значи дека не само за главниот град и Македонија како држава, туку може и од соседните држави да привлекуваме пациенти кои ќе ги користат услугите на овој ултрамодерен клинички центар, изјави Мицкоски. Тој објасни дека земјиштето на предвидената локација е во приватна сопственост и дека во тек се разговори со сопственикот за можност за замена на парцелата. Во рамки на концептот за идниот здравствен комплекс се разгледува изградба на топол подземен премин под булеварот Илинденска, кој би овозможил директно поврзување со постоечката болница 8 септември. Во истиот систем би бил интегриран и 5 центарот кој според премиерот е во процес на развој, како и поврзаност со поликлиниката Букурешт. Мицкоски потсети на неодамнешните инвестиции во болницата 8 септември, каде што беше инсталирана нова медицинска опрема, почнувајќи дека амбицијата е земјава да добие здравствена инфраструктура според современите европски стандарди. Доколку активностите се одвиваат според предвидената динамика. Според најавите, првичните чекори за реализација на проектот би можеле да започнат во текот на следната година. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски денеска се обрати на свеченоста по повод примопредавањето на нова опрема и возила на Министерството за внатрешни работи, обезбедени преку регионалниот ИПА проект поддршка на Европската Унија за зајакнување на борбата против криумчарењето мигранти и трговијата со луѓе во Западен Балкан. Во рамки на донацијата на МВР му беа предадени 30 алатки за проверка на документи, 2 детектори за срцебиење наменети за откривање лица во скриени простори, 7 возила, од кои 4 теренски и 3 комбиња, како и 5 видеокамери. Опремата ќе биде ставена во употреба кај граничната полиција и националната единица за борба против криумчарење мигранти и трговија со луѓе. На настанот, министерот Тошковски истакна дека поддршката од Европската Унија представува значаен придонес во јакнењето на капацитетите на македонската полиција и подобрување на незината оперативна ефикасност. Тој нагласи дека современите безбедносни предизвици бараат постојана будност и меѓународна соработка, бидејќи криминалните мрежи функционираат транснационално. Министерот оцени дека проектот представува успешен пример на регионална и европска соработка преку обуки, размена на информации и заеднички оперативни активности. Според него, новата опрема веднаш ќе биде ставена во функција, со што ќе се зголемат мобилноста, ефикасноста и капацитетите на полициските единици. Тошковски нагласи дека овие облици на организиран криминал имаат сериозни човечки последици, поради што МВР применува мултидисциплинарен пристап со силна хумана компонента. На крајот упати благодарност до Европската Унија, донаторите и проектните партнери за континуираната поддршка, нагласувајќи дека Македонија останува посветен партнер во унапредувањето на безбедноста, владењето на правото и регионалната соработка. Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Стојанче Ангелов во телевизиско интервју истакна дека институцијата планира да ангажира пензионирани полицајци, како и лица кои претходно работеле во полицијата или армијата на Република Македонија, со цел зајакнување на капацитетите за справување со пожари. Според него, овие лица би биле вклучени во работа со специјализирана опрема, меѓу која и водни помпи за прскање на изгорени површини со цел да се растоварат локалните противпожарни единици и да се зголеми ефикасноста на интервенциите. Ангелов посочи дека идејата е новите кадри да поминат обука и постепено да стекнат искуство преку учество во помали и помалку ризични пожари, пошто би можеле самостојно да управуваат со опремата на терен.
за да немаме побарување кон локалните пожарникари, бидејќи минатото лето на таа позиција стававме искусни пожарникари, но верувам дека после интензивната обука која ќе ја направиме и поучеството во помали, понеризични пожари, тие самите ќе стекнат одлично искуство, изјави Ангелов. Тој додаде дека покрај пензионирани кадри, можност за ангажман ќе имаат и поранешни припадници на полицијата и армијата, кои од различни причини ја напуштиле службата, нагласувајќи дека станува збор за доброволно вклучување со соодветен надомест. Тој предупреди дека иако државата располага со засилени ресурси, летната сезона носи сериозни ризици од пожари на отворен простор кои најчесто започнуваат во почетокот на јуни. Како што посочи, проблем станува кога истовремено има голем број пожари, како што било случај со десетици активни пожари во исто време. Според него, новиот модел на организација ќе придонесе за поголема ефикасност на терен. За владата предводена од ВМРО-ДПМН главен приоритет се интересите на македонските граѓани, а направен е уште еден значаен чекор од кој директна придобивка ќе имаат токму граѓаните на Република Македонија, истакна на пресконференција Драгана Бојковска, член на извршниот комитет на партијата и пратеник. Посочи дека станува збор за конкретен, видлив и практичен чекор кон европската иднина на Македонија, преку приклучување кон иницијативата Роаминг како дома. Оваа иницијатива директно ги засега граѓаните, компаниите, студентите, работниците, македонската дијаспора и сите оние кои патуваат или комуницираат со земјите од Европската унија, изјави Бојковска. Со новиот модел, граѓаните ќе можат да користат мобилни услуги, повици, SMS пораки и интернет без дополнителни роаминг трошоци, односно под услови еднакви со домашните тарифи. По-конкретно добиваме помали трошоци за граѓаните, полесна комуникација со семејствата, пријателите и деловните партнери во Европа, подобри услови за компаниите и поевтина прекугранична соработка, додаде Бојковска. Според неа, владата во изминатиот период презела сериозни чекори за усогласување на домашното законодавство со европските регулативи во областа на електронските комуникации. Појасни дека биле изработени 4 ГАП анализи врз основа на кои е подготвен и законски текст за измени и дополнување на Законот за електронски комуникации. Порача дека ова е пример за вистинска европска интеграција со конкретни придобивки за граѓаните, истакна дека владата продолжува со дигитална трансформација и европско усогласување со цел подобрување на животниот стандард на граѓаните. Силен земјотрес со магнитуда од 6,1 степени ја погоди областа во близина на северозападниот брег на Куба, при што потресот бил почувствуван и во делови од Мексико и американската сојузна држава Флорида, региони кои вообичаено не се карактеризираат со значителна сизмичка активност. Според податоците на Американскиот геолошки завод, земјотресот се случил на мала длабочина од околу 26 километри, со епицентар лоциран на околу 104 километри западно-северозападно од градот Мантуа на Куба, што е приближно 4 часа возење од главниот град Хавана. Локалните власти засега не пријавуваат значителни штети или жртви, но земјотресот предизвика загриженост кај населението, особено имајќи ја предвид состојбата на дел од објектите на островот и честите проблеми со електричната енергија кои дополнително ја отежнуваат комуникацијата. Очевидци опишуваат силно чувство на потрес и паника меѓу населението. Според податоците, потресот бил почувствуван и во Јужна Флорида, додека во Мексико бил регистриран во популарните туристички дестинации Канкун, Плаја дел Кармен и Тулум на полуостровот Јукатан. Во некои области жителите и туристите привремено ги напуштиле објектите како мерка на предпазливост. Американската национална метеоролошка служба соопшти дека по земјотресот не е издадено предупредување за цунами, ниту било каква дополнителна тревога. Американски воен јурушен хеликоптер се урна вчера во Ормускиот теснец, при што двајцата членови на екипажот биле безбедно спасени, објави Нью Йорк Таймс повикувајќи се на извори запознаени со овој инцидент. Според информациите, станува збор за хеликоптер од типот Апачи, но засега не е познато дали падот е предизвикан од непријателско дејствување, технички дефект или друга причина. Инцидентот се случил во стратешкиот важен Ормуски теснец, е една од клучните поморски рути за глобалниот енергетски транспорт, што дополнително ја зголемува чувствителноста на овој настан. Белата куќа и Централната команда на САД засега не го коментираат случајот. Официјални детали за околностите на падот не се објавени. Според првичните извештаи, екипажот бил успешно извлечен, нема информации за потешки повреди. Случајот останува предмет на истрага, повеќе информации се очекуваат по официјалните соопштенија од американските воени власти.
Времето денеска е сончево и топло со мала до умерена облачност. Ќе дува слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Попладне ќе има локална нестабилност со пороен дожд, грмежи, засилен ветер и услови за изолирано невреме со појава на град. Минималната температура ќе биде во интервал од 8 до 19, а максималната ќе достигне од 26 до 34 степени. Во Скопје сончево и топло, со мала до умерена облачност. Во делови од котлината ќе има услови за појава на нестабилност со краткотраен пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Минималната температура ќе се спушти до 15, максималната ќе достигне до 33 степени. До четврток времето предпладне ќе биде сончево и топло со мала до умерена облачност. Од петок ќе дува засилен повремено силен ветер од северозападен правец, поизразен дожд по Вардарието.